Струмица доби нова административна зграда. Целосно се реконструираше старата полициска станица која што беше претворена во руина. Зградата со нов лик и намена ќе биде под владение на Министерството за финансии. Градежните работи започнаа во август минатата година, а проектот е вреден 50 милиони денари. За неполни 2 месеци се очекува да се доопреми внатрешниот интериер и да започне со работа подрачните оделенија на Управата за имотно-правни работи, Управата за јавни приходи, Агенцијата за катастар за недвижности и Управата за матрична евиденција. Граѓаните веќе нема да шетаат од институција во институција, туку на едно место ќе може да поднесуваат барања и вршат потребни услуги. Денес на свеченото пуштање на зградата покрај директорите на службите кои ќе работат овде како подрачни единици беше и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. На едно место во еден објект 4 значени институции, значени по тоа што сите тие се на некој начин поврзани со граѓаните, се сместени на ова место. Значено е што и имаме ситуација во која што сите шалтери се сместени во приземјето и овозможено е за пристап за инвалидни лица. На горните катови се сместени вработените, но се она што е потребно за секој граѓанин или фирма која што би дошла се наоѓа на првиот кат на приземјето и создадени се сите услови да може и инвалидни лица да ги извршуваат своите потреби доаѓајќи тука во овој објект. Покрај целосната реконструкција на старата полициска станица, односно пуштањето во употреба на новата административна зграда, посетата на лидерот на ВМРО ДПМН денес продолжи на друга локација во градот. Направи увид на обновената фасада на Завод и музеј Струмица. Долгу години имала други намени, така што некаде кон 60-70-тите поминала во архив и во музеј. Претходно музејот бил горе, целиот, меѓутоа 97-ма изградена она мала зграда таму, а овој горниот дел е преадаптиран во поставка. Во истиот покрај музејските обстановки сместен и државниот архив. Зградата пак е регистрирана и како споменик на културата. Архив кој што изграден некаде во 30-тите години на минатиот век, кој што беше со прилично руинирана фасада, Министерството за култура и владата преземаа мерки, се вети во програмата и се заврши целосно обновата на оваа фасада. Инвестиција некаде од 2 милиони и 400 илјади денари, која што е сега веќе целосно завршена. Останува само да се направи дислокација и средување на одредени жици на компанијата ЕВН, кои што во моментот се наоѓаат околу целата зграда, но фасадата е целосно завршена и на тој начин е исполнето и ова ветување. Агендата беше завршена со посета на Струмичкиот театар кој е во изградба. Овој објект треба да финишира до крајот на годинава со капацитет од 300 посетители, а ќе има и стаклена платформа со остатоци од темелите на старата опожарена зграда. И имаме оставивме како и ваму темелиот. Ќе бидат вака застаклени темелиот. Така, за стаклени да се види дека театарот има многу поголема вредност и постара и така. Активности по однос на реконструкција и градба продолжуваат и во иднина во Струмица. Планирани се целосна реконструкција и фасадирање на вкупно 5 објекти во старото и централното подрачје на град Струмица.